За повеќето пожарникари во регионот и оваа сезона ќе биде тешка. Најголема мака им предстои на Делчевчани, зашто при евентуален шумски пожар на располагање имаат само единствено возило. Ние располагаме само со едно возило Лада Нива, кое што не е доволно за гасење на шумски пожари. Ние имаме некаде околу 24.000 хектари на шума, значи потребно е 1 час до час и 30 минути да излеземе на лице местото на пожари. Тоа значи предизвикува огромен проблем, затоа што тоа наше теренско возило има многу мала количина на вода. Значи ние однесеме само 10 туби на вода, затоа што толку може да се соберат во тоа теренско возило. Додека во Делчево проблем е опремата, во Кочани проблем се луѓето. Во моментов, според закон, таму не достигаат најмалку 6 пожарникари. Како противпожарна единица сме должни да ги покриваме општините Зрновци и Чешиново, Облешево, согласно бројот на жители кои што гравитираат во овој регион. Можам да кажам дека како противпожарна единица секогаш се наоѓаме во ситуација да сме во недостиг со луѓе, но и покрај сето тоа, значи се обидуваме и со овој број на вработени околу 20 што ги имаме да интервенираме навреме за да успееме да спречиме пожарот по големи размери. Слична ситуација со луѓе и опрема е и во останатите градови од регионот, исклучок од ова е Штип, каде бројот на пожарникари и опрема е согласно со законот и потребите. Територијалната противпожарна единица располага со доволен број на пожарникари кои се професионално обучени и со доволен број на опрема кој може да се справиме со настанатите шумски пожари. Главно, сите противпожарни единици во регионот се спремни за новата сезона, во која, како и досега, мора да се снаоѓаат со она што го имаат. За да не дојде до големи проблеми и штети, пожарникарите апелираат на внимателност и до граѓаните кои излегуваат на отворено, и до земјоделците кои навиката да ги палат страништата се уште не ја искоренија.